Почитувана амбасадорке на Соединетите Американски држави, Кейт Мари Бърнс, почитувани амбасадори кои ще сте денес овде присутни, членови на владата, почитувани деловни луѓе, пријатели од соседството, дами и господа, екселенции и гости. Пред 4 дена бев во Обединетите нации да се обратам на најголемиот собир на светски лидери како премиер на Република Северна Македонија. Бев сведок дека и мала држава, како Република Северна Македонија, може да носи порака на свежина, промена и надеж. Да биде добра вест. Денеска ја имам честа да бидам домакин на препознаени борци за просперитетот и стабилноста во Југоисточна Европа, Европската Унија и глобално. Луѓе кои цели свој животи ги посветиле да решаваат проблеми, да охрабруваат демократија и консензус во Европскиот парламент, или луѓе кои поминале часови и часови со земји како Република Северна Македонија да ја засврстат нивната порака, да им помогнат и поучат како да ја користат дипломатијата како алатка за да го подобрат животот на своите граѓани. Денес стојам пред вас среќен што ги гледам сите овие лица во исчекување на добри вести. И денес сакам да зборувам токму за важноста на добрите вести. Очекување на добра вест не држи во состојба на исчекување, доза на страв и воедно надеж. Помислете колку е убав моментот кога ќе чуете добра вест. Како мало дете, кога ќе слушне дека ќе оди на одмор со мама и тато. Кога студент ќе добие добри вести за испитот. Кога брачен пар дознава дека очекува дете. Добри вести со нова енергија и нов живот. Во мандатот на оваа влада имав чест да објавам повеќе добри вести. Една од најдобрите беше решавањето на спорот помеѓу Република Северна Македонија и Грција. Секогаш ќе се сеќавам на 17 јуни во Преспа, кога заедно со Алексис Ципрас кренавме раце како вистински партнери и пријатели кои им соопштуваат добри вести на своите држави. Оваа година, во февруари, стапи на сила договорот од Преспа, со што се реши 27 годишниот спор што го имавме со Грција. Билатералниот спор имаше сериозни негативни импликации, регионални и мултилатерални, и за жал стана познат во целиот свет како тежок и нерешлив проблем. Денес ги собираме плодовите од решениот спор. Конечно ја комплетиравме нашата лична карта во Обединетите нации, сега имаме исклучително добри односи со Грција и сериозно подобрена билатерална соработка. Со тоа придонесовме да зајакне регионалната стабилност и да се поттикне развојот на севкупниот Западен Балкан. Веруваме дека договорот од Преспа е вистински пример за моќта на дипломатијата и диалогот. Тоа е корисен пример за многу други отворени прашања. Секој проблем е различен и специфичен низ светот, но диалогот и дипломатијата остануваат најдобриот пристап во нивното решавање. Како лидери на своите земји, им должиме на граѓаните да ги решаваме проблемите, да го одржуваме мирот и да создаваме услови за развој и подобар живот на сите. За да се постигне ваков договор, потребни беа верба дека проблемите може да се решат и секако јасна визија, но потребни беа издржливост и упорност. Договорот имаше за цел да го надмине минатото исполнето со недоверба и навистина да градиме заедничка иднина. Успехот во ваквите потфати секако не е загарантиран, но самиот факт што од двете страни беше покажена волја и истрајност во моменти кога имавме и различни видувања, како и желбата да не ги избегнуваме,
туку да се соочуваме со тешките прашања. За мене е индикатор дека овој договор ќе ја постигне крајната цел. Силно партнерство помеѓу два соседски народи. Дополнително, овој договор е катализатор на промени, бидејќи сведочи за нов трансформативен процес на Балканот. А ако можете да имате трансформација, отворен ум и дух на овие простори, тогаш можете ваквиот пристап да го искористите и на многу други места во светот каде има проблеми навидум невозможни за решавање. За мојата земја, овој договор, заедно со договорот за добрососедство со Бугарија, ги отвори вратите кон постигнување на стратешките цели на нашата земја, членство во НАТО и Европската Унија. Република Северна Македонија ја доби добрата вест дека ќе биде 30-та членка на НАТО. Да бидам искрен, понекогаш брзо забораваме каде сме биле само пред 2-3 години, а каде сме денеска. Мојата политичка кариера е сведоштво дека морате да земете длабок здив и кога е најтешко, и да не заборавате дека во вашата визија се граѓаните кои живеат поквалитетно и посрекно само заради неколку храбри чекори кои се спремни да ги превземат. Драги гости, во неколку наврати изминатите 2,5 години можев да соопштувам и добри економски вести. Самото решавање на политичките проблеми овозможија да зборуваме со ентузијазам и со бројки за подобрување на економијата. Ние ја прогласивме 2019 година за година на економијата за Република Северна Македонија и истото ќе продолжи во 2020 година. Уште во 2018 година видовме сериозен, одличен економски напредок, затоа што го достигнавме највисокото ниво на странски директни инвестиции во изминатите 10 години – 624 милиони евра. Индустриското производство во државата се зголеми за 8% откако оваа влада стапи на власт и продолжува да расте. За август оваа година во споредба со август лани растот беше 9,8%. Успеавме да ја намалиме невработеноста и таа во моментот е на историски 17,5%, со индиции дека ќе оди подолу. Пред 2 години беше повеќе од 27%. Растот на бруто домашниот производ во првата половина од годината е 3,6% и очекуваме негово зголемување до крајот на оваа година. Ова е влада која се грижи исто така и за сограѓаните кои што се во незавидна положба, за ranливите и за оние на кои им е потребен ветер во грб и подадена рака. Се зголемија социјалните трансфери и се подобрува целокупниот систем на социјална грижа за секој да има шанса за напредок. Оваа влада исто така подеднакво гледа на приватниот сектор за свој партнер. Бизнисот и приватниот сектор во оваа држава се малите и средните предпријатија, семејните бизниси, предприемачи, кои низ овој долгогодишен и макотрпен транзицијски период за државата изградија своји брендови и продукти со кои сите се гордееме. Почитувани дами и господа, денес овде, преку еминентниот економист, сакаме низ светот да одекне добрата вест дека овој регион е сменет. Овој регион нема повеќе да биде заглавен во конфликти и застанат во безидејна иднина. Ерата на манипулативните националистички реторики е минато. Сите заедно грабиме кон посветла иднина. Берлинскиот процес ја постигне целта да го зголеми интересот на Западен Балкан и да не стави на мапата на соработка на земјите членки на Европската Унија. Спроведувањето на агендата за конективност на Берлинскиот процес и повеќегодишниот акцијски план за регионална економска зона има важна цел да го забрза развојот на регионот и да го подобри квалитетот на животот на нашите граѓани. Регионот зборува активно за дигитализацијата, заедничкиот настап на европскиот и на глобалните пазари, царинските олеснувања, заедничките гранични премини, заедничките фондови за иновации
и акцелератори и така натаму. Да, навистина сме на вистинскиот пат, штом овие теми, за разлика од некои минати теми, доминираат денеска на нашите агенди. Овој регион станува пример дека со заедништво и со инвентивни решенија во време на глобални кризи можеме да ги претвориме кризите во можности. Најпосле, денес овде сме и во исчекување на добрите вести за приближување на регионот кон Европската Унија. Особено сме задоволни што пред 5 дена германскиот Бундестаг гласаше во прилог на добивање на датум за отварање на преговорите за влез на Северна Македонија и Албанија во Европската Унија во октомври. Ваквиот потек е препознавање на конкретниот прогрес што земјите го имаат направено, но воедно зборува и за кредибилитетот и посветеноста на Европската Унија кон својата агенда за проширувањето. Нашите соседи на регионот Западен Балкан, членки на Европската Унија, ја искористија можноста минатата недела додека бевме на Генералното собрание на Обединетите нации да ја искажат јасно својата поддршка за отпочнување на преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија. Уште еднаш, помислете на оној момент. Малата земја од Балканот стои исправено и гордо пред членките на Обединетите нации, бидејќи ја знае и чувствува целосната поддршка на своите соседи, кои јасно и гласно ја изразуваат. Ова дефинитивно е нов Балкан. Балкан на 21. век, како што знае да каже мојот пријател Алексис Ципрас. Дали сме на вистинскиот пат? Верувам дека добрата вест за отпочнување на преговори со Европската Унија ќе влијае позитивно на цел регион. Ќе биде испратена порака дека Западниот Балкан е интегрален дел од Европа. Ќе биде препознаен напредокот на реформите и вложувањето во решавањето на горливите проблеми. Ќе ги охрабри земјите да покажат политичка храброст за надминување на нивните проблеми. Стабилен балкански регион е од интерес за Европската Унија, особено геополитички, економски и безбедностно. Поблиската соработка со земјите членки на Европската Унија помага за соочување со предизвиците што се клучни за ЕУ агендата, како што се климатските промени, енергетиката, животната средина, безбедноста и миграциите. Добрата вест за Република Северна Македонија ќе биде добра вест и за Европската Унија, затоа што ние носиме ентузијазам за важната улога што игра Европската Унија како глобален актер и ја подсетуваме Европската Унија на своите изворни вредности за партнерството, солидарноста и заедничкиот просперитет. Драги гости, денес овде ќе имаме можност да зборуваме за предизвиците и можностите. Но сакам сите да ве повикам да помислите која е добрата вест, која вие сакате да ја пренесете од вашата позиција на лидери. Овој самит, организиран од The Economist, е одлична можност за испраќање на такви пораки. Граѓаните очекуваат, па ајде, преку овој самит, да дадеме се од себе, за почесто да слушаат добри вести. Посакувам успешен самит и нека е со среќа. Благодарам.